Ако се слушаше СДСМ и опозицијата, ова прашање немаше ни да биде сега проблем, бидејќи уште пред година дена СДСМ излезе со став дека Република Македонија треба да биде една изборна единица и тогаш овој проблем ќе го немаше. Сега исто стоиме на ставот дека ова прашање мора политички затворено да биде, со тоа што еднаквоста на гласот се разбира да биде на сите иста и правиме се да ова прашање биде завршено. Појавени се разноразни предлози од политичките партии таму, се бара начин како ова прашање да биде политички затворено. Работната група ја извести координацијата во текот на вчерашниот ден дека првиот обид, како што велите вие, не вроди со резултат околу договорот за изборните единици, така да претпоставувам дека тоа ќе продолжи, тоа политичко прашање мора да биде затворено. На 11 декември мора да има избори фер и демократски. Иако не ја водите комисијата за политички систем, зошто комисијата не продолжи со втората точка, бидејќи ја нема вчера најави дека нема веќе да доаѓа на комисија? Сакам да бидам до крај искрен. Јас ова што сега ми го поставувате како прашање, го кажав и во текот на вчерашната координација Кевелјановски. Она сценарио кој што ВМРО ДПМН го подготвуваше уште од минатата недела, од кај се препознато, затоа што тие не сакаат никогаш извештајот на Марко Зврдлевски нити на комисија, нити на пленарна седница да дојде. И затоа, ако приметивте вчера во гласањето на парламент на пленарната седница не учествуваме, бидејќи ако гледаме редот на нештата и како се организирани јавните обвинителства во Република Македонија, по секоја логика требаше извештајот на Марко Зврдлевски да биде прва точка, а втор да биде извештајот на специјалното јавно обвинителство. Очигледно е дека согласно толкувањето кое што во деловникот стои на собранието и без представник извештаи може да се гледат во собрание, меѓутоа ВМРО ДПМН деловникот го толкува поинаку. За нас одма сакам да потенцирам. Извештајот не е општ акт. Извештајот не е општ акт, тоа е извештај. Општ акт се други прописи кои што се регулирани како што е закон и другите подзаконски акти. Повелете. Да, до недоглед се со цел да се представи дека представникот на специјалното јавно обвинителство као не се појавува. Имавте изминативе денови да видите тоа дека 4 дена беше представникот тука. Така да тоа си е нивна одлука дали понатаму ќе учествуваат или нема. Ние како СДСМ и опозицијата сме секојдневно присутни на комисијата. Дали тоа значи дека може да очекуваме пленарна седница на која се разбира? Мојот личен став е да не очекувате пленарна седница, затоа што ова е сето направено како алиби за никогаш ова пленарна седница. Ако ги погледнеме само роковите, еве по роковите да одиме, не по намерата на ВМРО ДПМН. Ќе видите дека од утре почнува буџетот во собранието на Република Македонија кој што оди во телевизиски пренос. И сите наредни денови, сем четврток кога се закажани пратеничките прашања, ќе работи буџетот. Потоа поминуваат, влегуваме во роковите за распуштање на парламентот, така да таа седница е со намера никогаш да не се одржи во ова собрание. Затоа што ова што се случува на комисија е едно провидно сценарио на ВМРО ДПМН, се со цел да прикажи дека некој као бега од надзорната расва, бега ВМРО ДПМН со тоа што не допушта да дојде втората точка на дневен ред и заедно во пакет двете точки да појдат на пленарна седница и двата извештаја и на Јанева и на Зврдлевски да бидат разгледувани во собранието. Мислам дека од многу бројните прашања кои што имаме намера да ги поставиме таму. Директно него лично. За сето она 8 месеци зошто на пример не беа процесуирани пријавите кои што опозицијата ги поднесе за пред да се едноставно создаде специјалното јавно обвинителство. На пример едно прашање. И сите други прашања кои што привлегуваат од снимки како се излезени од кабинети на Груевски, со случајот подкуп и така натаму и така натаму. Непроцесирањето на кривичните пријави во времето на техничката влада на Оливер Спасовски и Фросина Ременски и така да тоа се еден куп бројни прашања кои што веројатно не само за него, туку и за целокупната јавност не треба да слушне кои одговори ќе ги добие. Затоа што не е постапувано веројатно како што очекуваше јавноста.